Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Пуштена градинката бајка, како ќе функционира и кога ќе почне да работи со полн капацитет? Ќе ги намали ли таа притисоците и листата на чекање за згрижување на деца во градинка? Медарите од Прилеп денеска донираа мед за децата со посебни потреби во дневниот центар Зуница. И ние имаме, како што велат, деца за трка. Двајца ученици од Средното економско трговско училиште Кузма Јосифовски Питу Прилеп се пласираа во финалето на националниот надпревар на економската олимпијада која се одржа во Тетово. Екипата на Деспина славеше против лидерот во плејаутот од женската лига Спартак со 32-31. Времето денеска сончево и топло со температура до 23 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Кога визијата станува реалност, довербата потикнува нови чекори. Роман Прилеп, 25 години сигурен превоз на патници. Комфортно и безбедно патување, со најголема грижа за секој патник. Патувајте со Роман Прилеп. Секој ден редовни автобуски линии Прилеп, Велес, Скопје. Ваш сигурен превозник Роман Прилеп. Протектор Прилеп, македонско друштво за застапување во животно и неживотно осигурување. Протектор е вашиот заштитник од ризици на патиштата за автомобилска одговорност, каско и патничко осигурување. Протектор застапува при осигурување на вашиот приватен или деловен имот. Секоја успешна приказна се темели на самодоверба, сигурност и визија. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот, порачуваат од Протектор. Животно осигурување со Протектор, совршена комбинација на штедење и осигурување од ризици. Друштво за застапување во осигурување Протектор Прилеп, на булевар кај пензионерското друштво. Телефон 073 555 006. Протектор. Не дозволувајте животот да управува со вас. Управувајте вие со својот живот. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филипуска. ...218 деца од претшколска возраст ќе бидат згрижени во новата градинка бајка. Листата на чекање ќе се намали на 100 деца, вели Христина Трпчевска, директор на јавната установа детски градинки Наша и Нина Прилеп. Овој објект, значи, очекуваме од септември да започне да работи со целосниот капацитет. Ние, како што знаете, имавме распишан оглас за вработување на персонал кој што ќе работи во тој објект. Меѓутоа, на огласот имавме оглас за 16 негователи кои треба да поседуваат соодветна лиценца или да имаат една година работно искуство согласно правилникот за систематизација. Но на тој оглас вработивме само 8 негователи, затоа што во нашиот град нема доволно негователи кои имаат лиценца и една година работно искуство. Очекуваме да започне процесот за лиценцирање на нови кандидати кои се пријавени во Министерството за социјална политика, демографија и млади, затоа што согласноста ја имаме веќе обезбедено, продолжена ни е за тековната 2025 година и очекуваме наскоро да објавиме повторно оглас за вработување на негователи и со тоа би го заокружиле, значи, тој процес или циклус за вработување на нови лица и очекувам на есен да започне и објектот да работи со целосниот капацитет. Денеска одбележан денот на пчелата. Пчеларското здружение Братство од Прилеп со пригодни пчелни производи ги посетија децата со посебни потреби од дневниот центар Зуница.
Има од Словенија како иницијатива во 2017 година да се прославува овој ден како ден на пчелата. Од тогаш навака го прославуваме овој ден како ден на пчелата. Го посетивме и едно внимание на дечината да му дајме. Му дониравме по едно мече со мед. Бројката на корисници се менува во текот на годините. Моментално имаме 12 корисници кои што редовно си доаѓаат. Имаме корисници кои што се вклучени во образовен процес. За нив се обезбедени асистенти и лични и образовни асистенти. Се трудиме колку што можеме да го подобриме секојдневието на корисниците. Еве и денес остваруваме со тековните настани што се случуваат, да одржуваме средби со локалната заедница, со вакви производители како што се денес медарите. Моето дете Младен, кој денес наполни 28 години, го посетува дневниот центар Дзуница и сметам дека е исполнет, задоволен е, гледајќи ги нивните дружења, нивните активности, сето тоа го гледаме на неговиот одраз, на неговото лице. Да. Пак ќе кажам, пред се е многу задоволен, исполнете, со нетрпение очекува секојдневно да биде, дури и сабота и недела сака да ги користи во дневниот центар, тоа е негова исполнетост. Двајца ученици од средното економско трговско училиште Кузмен Јосифовски Питос се пласираа во финалето на националниот надпревар на економската олимпијада која се одржа во Тетово. Ученикот Стефан Тасески на економската олимпијада го освои второто место и како награда доби таблет, а ученичката Михаела Слабаковска се пласира во финалето и го освои 21-то место од 70 ученици. За жал и едниот и другиот не влегоа во потесниот избор за представници на нашата држава во Атина, но покажа одлични знаења од областа на светската економија, велат од економското училиште во Прилеп. На овој надпревар учествуваа повеќе од 70 ученици од 30 училишта и 16 градови од Македонија. Активноста, која се организира веќе 3 години, е наменета не само да го промовира економското образование кај младите, туку и да ги зајакне нивните аналитички вештини, критичко размислување и подготовка за предизвици на модерната економија. Екипата на Деспина славеше против лидерот во плејаутот од женската лига Спартак со 32-31. Ова е последниот надпревар на екипата на Деспина во оваа сезона. Прилепчани најпрво водеа со 31-28 во финишот, но сепак Спартак стигна до реми, а стрелец на победничкиот гол за Деспина беше Цаневска. На табелата Спартак и Перистер се на делба на првото место со по 18 бодови и во последното коло ќе се реши кој ќе биде прв во плејаутот, а Деспина заврши на третото место со 16 бодови. Временска прогноза. Времето денеска сончево и топло со температура до 23 степени Целзиусови. Метеоролозите најавуваат слично време на денешното и во текот на утрешниот ден. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Продукција Радио Пела, уредник Гордана Цветановска, техничка реализација Никола Димески. Мај 2025.